Намалувањето од 10% на цената на храната е неизвестно, а дека ќе го има не гарантираат ниту производителите, односно прехранбените компании. Доколку тоа и се случи, на рафтовите сегашните цени ќе остатат најмалку до нова година. Производната цена е составена и од други фактори на производство, како што се сировини, работна сила, енергенси, логистика, опрема и така натаму, чии цени се покачени, што значи дека намалувањето на цената на овие производи може да биде помалку од очекуваните 10%. Изјави Томе Петковски од Агроплот Ресен. Во контекст на пониски цени е и секторот на свињарство, кој од високите цени на струјата беа силно притиснати, што во прашање ја доведе и одржливоста на овој бизнис. Пред 2 години плаќаше на фарма со 50 на мајки околу 7 до 10.000. А сега плаќам 25 до 35.000. Дали доколку се намали цената на струјата, дали тоа значи дека ќе имаме и намалување на цената на месот? Па у секој случај со некој процент да. Меѓутоа ние у моментот работиме нерентабилно, затоа што се покачени сите други репроматеријали, не е само струјата. Вели Гоце Сарафимов од асоциацијата. Сепак, и покрај скептицизмот, првото изненадување го овозможи Благој Ѓорев од Велес, кој одлучи цената на зејтинот да ја намали за 4 денари, но од други причини. Фабриката Кристал ја намали цената на маслото за јадење и сега се продава за 4 денари под производствената цена. Целта зашто тоа се прави е да се исплатат сите производители на сончоглед што го предале родот до нова година. Изјави еден од сопствениците Румен Смилевски. Владата најави електрична енергија по цена од 80 евра за мегават час за компаниите производители на основни прехранбени производи.